Дали живеете во Дебармало? Да. Дали возиш? Да. Колку време ти е потребно за да најдеш паркинг во Дебармало? Некогаш одма ретко, некогаш вртиме 1 сат, пола сат. Да, хаос е прилично. Па да ви кажам наискрено, ние немаме кола, ама ќерка ми која доаѓа, има едно зонско таму Карши, значи не од оваа страна, него Рузвелтова ги дели нели Центар и Карпуш, па таму негде, па и таму не може да најде, ако е со плаќање, нели. Така да тешко многу, затоа ја продадовме колата, затоа што имавме тука опција, нели, како резиденти на тој дел, ама па не можеше колата да си најдеме место после тоа, така да многу згради се изградија кај нас во Дебармало, а не им текна дека толку згради требаше и паркинзи да се направат. Тргнете овде по Мајаковски да видите, тоа е толку страшно, јас сум ниска, нели? Кога одам, мислам дека како во тунел да влегувам. Не, јас бев возач, сега не возам, меѓутоа гледам луѓето се агресивни, односно се така гневни, кои не можат да најдат паркинг, бидејќи премногу е урбанизацијата застапена, таа не соодветствува со паркинг места, со гаражи и слично. Значи не одговара едно со друго. Што мислите за идејата да се ограничи сообраќајот за време на викенд во Дебармало? Ма јас мислам воопшто да се ограничи, не само за викенд. Дивеат многу, значи страшно е, верувате или не, јас на Рузвелтова иначе живеам, значи неколку пати ќе ме згаздише кола. Значи ништо не внимаваат возачите и ние пешаците уствари си поминуваме, нели? И ние сме несовесни, ама јас не можам никого да загрозам, ама се и тротинетите, на се треба да се даде акцент. Еве сега тука, ако сакам да поминам, оној со точак може ќе ме удри. Значи, верувате ли не, како пешак сум многу незаштитена. На вистина, верувате, стара жена сум, внимавам, почитувам се, ама треба да се ограничи, треба се да се превземе. Нели едно време беше на Орце Николов 40 да се вози. Никој не вози 40. Мислам, не знам што се случи со луѓето, на вистина. Па сметам дека е издржано. Предлогот е издржан заради тоа што да се знае кој каде се движи, кој кога треба да оди, кој кога да посетува, иначе сметам дека има една хаотична состојба на сообраќајот. Да, слушнав. Какво е твоето мислење на таа тема? Фала Богу. Па да, ние станарите не може да се паркираме, така да мислам дека е добра иницијатива. Само да биде, нели, да се оствари. И мислам дека е добра идеја, бидејќи многу сообраќај има, колите се паркираат како што ќе му текне и така натаму. И мислам дека е добра идеја што се воведе таква една мерка. Мислам дека ќе успее, бидејќи секоја вечер, значи јас живеам кај Кино Карпус, цело време има луѓе, цело време има млади, може да се згази. Значи може да се згази млад, дете да се згази младка и партизанска, се е можно. И реално супер е мерката, според мене.